Наместо напред со европските и демократски вредности одиме назад. Дискриминацијата по сите основи лани е зголемена за 20%. На истокот најмногу се дискриминираат работниците и ромите. По однос на постапувањето, можам да кажам дека во изминатите 3-4 години бројката на процесуирани предмети се движи некаде околу 50-60 преставки на годишно ниво, со тоа што за 2016 година можам да кажам дека за 20% се покачени пријавите, односно поднесените преставки по однос на дискриминација врз основа на сите основи. Сепак бројката на поднесени представки е далеку помала од бројот на случаи на дискриминација. На истокот во различни делови се дискриминира по различни основи. Во Штип најчесто се дискриминира по социјален основ, а најчесто е во училиштата и текстилната индустрија. Воопшто во регионот пак често е дискриминацијата по основ на политички убедувања, каде граѓаните со различни убедувања се мета на посочување и лични напади, а понекогаш имаат и ограничувања во остварувањето на правата пред институциите. Дискриминација по основ на религиозна припадност или сексуална ориентација досега на истокот не е пријавена, но по етнички основ најчеста мета се ромите, кои поради етничката припадност се задржуваат на граничниот премин Делчево. Изминатите 2-3 години најчест беше примерот пријавуван за ограничување на правото на движење. Најчесто беа пријавувани како преставки за ограничување на правото на движење, односно задржување на самиот граничен премин Делчево, кој што потпаѓа под надлежност на подрачната канцеларија во Штип. Но тука, значи, по спроведената истрага се констатира дека всушност се работи за дискриминација врз основа на припадност на етничка заедница. Дел од овие заклучоци ги донеси и локалното координативно тело за заштита од дискриминација на општина Штип, кое беше формирано во ноември минатата година. Оттаму ги охрабрија граѓаните кои се жртви на дискриминација или се сомневаат дека некој на некаков начин врши дискриминација на други луѓе, случаите да ги пријават во координативното тело, во канцеларијата на Народниот правобранител или во канцеларијата за бесплатна правна помош во подрачната единица на Министерството за правда.